Добродојдовте во ова издание на темата на неделата. Овој пат говориме за напорите за намалување на сиромаштијата во светот. Најголем прогрес во тоа, во изминативе години, има постигнато Кина. Каква е состојбата во Македонија? Светската банка им одаде признание на кинеските власти за нивните напори да намалат големата сиромаштија во земјата. Според некои податоци, со мерките во изминативе неколку години биле офатени околу 800 милиони луѓе. Во Светската банка се надеваат дека Кина ќе ги продолжи овие напори со оглед на стабилниот економски раст на земјата. Председателот на Светската банка Џим Јонг Ким деновиве соопшти дека напорите на Кина да им помогне на над 800 милиони луѓе да излезат од сиромаштијата биле навистина инспиративни. Тој тоа го кажа на пресконференцијата за време на редовните годишни состаноци на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка во Вашингтон. This is one of the great stories in human history, frankly. And so most of the progress that's been made in going from 40% of the world living in extreme poverty to now less than 10%, most of that progress happened in China. And so we're always looking for the lessons from that experience. So this effort has been historic. Според Ким, Светската банка ќе продолжи да работи со Кина во областите како системот за здравствена заштита и во обезбедувањето социјални услуги за оддалечените региони во таа земја. Тој изрази надеж дека Кина ќе ја продолжи ваквата политика со оглед на очекуваниот на тамошен развој на кинеската економија. We're encouraged that China has stayed on a course of this change from what they call rapid growth to more quality economic growth. And while we think that the growth rate is going to remain stable in China this year. Претходно, Кинеското биро за статистика соопшти дека продолжува да се подобрува животниот стандард во земјата, што се должи на економскиот развој. Шефот на бирото, Нин Јице, вели. 2011年农村贫困人口比2012年减少了5564万人，是吧？这个现在还剩是吧4335万人，是吧？贫困发生率下降了4.5%。比2012年下降了5.7个百分点。 До крајот на минатата година просечниот приход по глава на жита во Кина се искачи на 23.800 јуани, околу 3.610 американски долари, со годишна стапка на раст од 7,4%, што представува зголемување од над 7.000 јуани во споредба со 2012 година. Бројот на сиромашните во Македонија е алармантен, велат упатените, наведувајќи дека станува збор за 445.000 луѓе. Но според нив загрозени се многу повеќе, со оглед на тоа што во категоријата сиромашни спаѓаат и луѓе кои се вработени или примаат пензија. Односно, како што велат, вработувањето во Македонија не е гаранција и за подобар живот. Секој пети човек во Македонија живее под прагот на сиромаштија или околу 445.000 луѓе, според последните податоци на Државниот завод за статистика од 2015 година. Тоа значи дека овие лица живеат со помалку од 6.500 денари месечно, при што 10% од бројката им припаѓа на лицата кои што имаат работа, но сепак се борат со сиромаштија, вели професорката Маја Геровска-Митев од Институтот за социјална работа и политика при Филозофскиот факултет. Секако сметам дека ова алармантна бројка за секоја една држава, вклучително и Македонија. Македонија има систем на социјална заштита кој што има инструменти преку кои што овие лица имаат можност за дополнителна и парична подршка и подршка од аспект на услуги. Прашањето е колку овие средства се доволни или колку навистина излегуваат во пресред на реалните потреби на лицата во ризик од сиромаштво. И перцепциите на корисниците, меѓутоа и општа перцепција е дека навистина висината на клучниот инструмент кој што е наменет за оваа категорија на луѓе, тоа е социјалната парична помош, е премногу ниска. Социјална помош по лице изнесува нешто на 2.800 денари, а за семејствата од 2 до 5 члена од 3.800 до 7.000 денари. Од граѓанската платформа Мрдни со прст, која организира акции за донирање на храна за најранливите категории, велат дека загрозени се многу повеќе лица. И пензионерите, и граѓаните кои што имаат примања, но се пониски примања, и тука нели се разбира бездомници на вработени, значи нема некоја голема разлика, бидејќи кога ќе ги платат, да кажеме, ќе платат сметки, кога ќе платат за здравствена заштита, ништо не им останува за храна.
Значи загрозени се овие што ги збориме 445.000, тие се под прагот на сиромаштија, а инаку загрозени се многу повеќе, би кажале. Билјана Дуковска од платформата за борба против сиромаштијата посочува дека ситуацијата е алармантна и најзасегнатите не зборуваат отворено за проблемот, при што и вработувањето не е гаранција дека со тоа ќе се избегне сиромаштијата. Теоретски треба, значи вработувањето да биде една гаранција за еден квалитетен живот, меѓутоа не е така. И во ситуацијава македонска очигледно дека имаме поголем проблем од тоа. Значи, кога зборуваме за вработување, евидентираме само луѓе кои што се вклучени формално на работните места, ама ние имаме многу луѓе кои што работат хонорарно или непријавено или покрај онаа работа формално која што работа заработуваат како знаат и умеат, и тоа се нашите модерни робови без работнички права, без место каде да се пожалат и без можност да ги остварат своите основни права. Од Министерството за труд и социјална политика соопштија дека иако Македонија со устав е дефинирана како социјална држава, во реалноста системот често затајува. Од Министерството најавија кратење на непродуктивните трошоци и на најранливите ќе им се помага не само преку парична помош, туку и нивно вклучување на пазарот на труд, како и зголемување на минималните приходи и обезбедување на перспектива за младите. Толку во ова издание на темата на неделата, во кое се осврнавме врз проблемот со сиромаштијата и начините како таа да се намали. До гледање.